Стари кревети, пластика, комунален и секаков вид на отпад се секојдневна слика на дивите депонии создадени од граѓаните во периферните делови на туристичкиот бисер на истокот Берово. Ѓубре се фрла насекаде, покрај локални патишта, реки, селски јатари, а несовесноста на беровчани затрупа со шути повеќе локации во прекрасните шумски предели. Поголем дел од беровчани се самокритични, вината ја префрлаат на себе, но одговорност гледаат во општинските власти од кои бараат поголема ангажираност и казнивост кон несовесните граѓани. Дивите депонии во Малешевијата се многу распространети и тоа ич не е убаво, не ме бендисува ни најмалку. Нема контрола, кој каде фрла, што прави. Горе над кај монасите, така нареченото наше Јуловец, има една депонија за градежен отпад, ама како што гледам секојдневно, се изфрла се и свашта. Значи не е само градежен отпад. Тоа треба властите да си преземат поголема контрола. Знам дека нешто се трудат, ама не е тоа. Треба многу активно и треба тоа да биде главна тема. Како и за кучињата скитници гледам актуелно е многу истата тема. Значи тоа не е работа што се врши преку ноќ. Затоа треба многу појак активизам и многу повеќе луѓе да бидат вклучени, бидејќи сепак здравјето ни зависи од тоа. Секако пред се главен фактор е човекот и нашата голема несовесност што во моментот ја имаме општо земено за сите тука што живееме, не само тука на територија на цела држава, бидејќи сите сме заслужени за тоа. Сепак треба и луѓето малце да преземат одговорности, да пазат што прават, каде фрлаат, што фрлаат. Ама за тоа да биде успешно треба и помош многу од властите. Треба да идат на терени и треба да си ја вршат работата како што треба, а не само на хартија. Треба да се преземе поголема акција, поголема одговорност и казни. Само така може да се научи еден народ на култура. А тука ја нема. Депонии има диви, направени. Това не чини, ама толку сме цивилизирани народ. Това е се до народ. Това е страшна работа за тоа. За това треба се казни. Това треба некој да преземе мерки или да се слика на лице место и да го казни. Депонии има најмалку 3-4. Најмалку 3-4 тоа по брицата. Това не дај Боже да се запали, ојде сетва на го. Депонии на сега, да, шумите ги секохме и направихме депонии на место за шеталишча за здравјето на депонии. Решението според вас дека го гледате? Решението крив сме ние, цел народ. Значи, решението треба секој да си води сметка за ѓубрето. Нема проблем. И сечат, не чистат, фрлаат свашта. Излети се дешо да ѓубрето го фрлаат. Кој дека стигне. Мора да се очистат тие шуми. Диве депонијата има пат препан. Јас горе шумата може дека е мале. Има што да видиш. На депонијата за градежен отпад, која се наоѓа на местноста Јувец, ситуацијата е алармантна, бидејќи освен градежен шут, тука се фрла се што ќе се најде. Градоначалникот Звонко Пекевски вели дека годинава депонијата за градежен отпад неколку пати е исчистена, но сепак граѓаните и понатаму продолжуваат да фрлаат секаков отпад на дадената локација. Тој истакна дека во наредниот период неколку депонии ќе бидат исчистени и дека со одредени усогласување на Законот за јавна чистота и Законот за прекршоци, комуналните инспектори и редари ќе можат да казнуваат. Годинава депонијата за граден шут од наша страна исчистена 4 пати. 2 пати со потешка механизација и 2 пати со онаа механизација за која располага јавното комунално предпријатие. Утро беше директорот, поразговаравме за дел од депониите. Бидејќи истите мора се исчистат со помош на механизација, не може таму со човечка рака, значи тоа е натрупана поголема количина на отпад комунален, како што рековте градежен, пет амбалажи и така натаму. Се надевам дека во престринов период, значи од понеделникот натака, во соработка со јавното комунално предпријатие ќе почнеме една по една дел од тие депонии да ги исчистиме. Би апелирал до граѓаните да исклучиво, земајќи го Берово како туристичко место, најбитно за нас да промовираме покрај сите други убавени кои ги нуди Берово, да преферираме и да поддржуваме јавна чистота. Големо ниво на јавна чистота која ќе предизвика да туристите првиот впечаток кога ќе дојдат во градот биде јавната чистота. Ценам дека во градот чистотата е на едно задоволително ниво.
редовно се одржуваат и мислам дека граѓаните го имаат тој впечаток дека подолго време и самите туристи кои престојуваат во Берово. Меѓутоа го делам мислењето со вас дека надвор од градот има диви депонии создадени од несовесни граѓани кои предлагам за почеток да ги исчистиме, а потоа да превенираме истите да можат да останат во таква исчистена состојба за да не бидат повторно мета на некои идни несовесни граѓани, да на истите места повторно трупаат ѓубри и одреден отпад кој реално создава градостика со самата околина, а и секако за општина Берово. Сакам да споделам со вас дека вчера на седница на влада на Република Северна Македонија веќе се преземени одредени мерки во законот за јавна чистота за да може да биде согласен со законот за прекршоци, за да може да самите комунални инспектори редари кои излегуваат на терен да истовремено можат и да казнуваат. Досега одевме само со одредени опомени и мал дел од она што дозволува законот да биде во делот на изрекување санкции кон несовесните граѓани. Директорот на јавното комунално предпријатие Услуга вели дека и покрај организираното собирање на отпад во сите населени места во Берово, населението и понатаму неодговорно фрла отпад каде што ќе најде. Проблемни се дивите депонии во околината на градот и селата. Пред околу една недела организиравме акција за собирање на градинарски отпад, но граѓаните многу малку се вклучија кон тоа. Во следниот период исто така ќе има акција од комуналното предпријатие за собирање на кабаст отпад. Постојано апелираме до граѓаните да не го фрлаат ѓубрето кај што ќе им текне и постојано мапираме диви депонии кои најскоро ќе бидат исчистени. Меѓутоа, за жал морам да констатирам дека и покрај сите обиди што ги прави јавното предпријатие, се соочуваме со огромни количества смет, направени од несовесните граѓани кои несоодветно го одлагаат сметот. Изјави Рунтевски. Беровчани сакаат да живеат во чист и уреден град. Свесни се дека се однесуваат неодговорно и несовесно кон комуналната хигиена. Согласни се дека никој не може да исчисти толку колку што тие можат да расфрлат смет и отпад, но воедно се согласни дека комуналните инспектори треба да казнуваат за да проработи свеста кај сите за поубаво и почисто Берово.